Шишевскиот манастир, Свети Никола Шишевски. Нема податоци кога е изградена и живописана старата црква. Повеќе пати се споменува во 17-тиот век, што значи дека во манастирот се одвивал активен живот и во турскиот период. Западниот дел е живописан во 1630 година, а крстот на иконостасот е изработен во 1645. Изгледа дека низ целиот 17 век црквата била напуштена и животот во манастирот наполно замрел. Во 1816 црквата била обрасната со коров. Во 1897 манастирот пак бил запустен. Црквата е составена од две цркви. Источниот дел е изграден во форма на еднокорабна црква со тристрана апсида, а западниот дел во форма на стеснат впишан крст со купола на конзолите. Еднокорабната црква е постара и до неја е додзидана друга црква, но не е познато кога. Овие два дела се разликуваат меѓусебно и по структурата, односно начинот на градење на фасадата. Постариот дел е граден од кршен камен, без претенциозни решенија на страните, додека западниот е граден од камени тула и има фасади расчленети со лизени и слепи аркади. Се предпоставува дека во црквата има три слоја на живопис. Најстариот, сочуван во фрагменти, се наоѓа на северниот и јужниот зид. Во источниот простор од црквата овој живопис е покриен со слој на живопис од 14 век, чии стилско-уметнички карактеристики се видливи за разлика од оние на постариот слој. Во западниот дел на црквата живописот е многу подобро сочуван. Во 1897 поради тоа што манастирот повторно бил запуштен, иконостасот бил пренесен во црквата во селото Шишево. Пештерата Шпела, Бозгуни. Во близината на Скопје кај селото Патишка река во планината се наоѓа пештерата Шпела Бозгуни, на надморска височина од 1050 метри. Влезот во пештерата е мошне голем. Првата сала, иако е грандиозна, во неа до половината продира природно осветлување. Пештерата е украсена со сталактити, сталагнити, драперии, сливови и столбови. Столбовите се создадени со спојување на сталактитите и сталагнитите, бидејќи тие растат едни кон други. Во еден дел од пештерата постојат канали кои формираат лавиринти опасни и незгодни за испитување, и во нив не може да се минува без посебна опрема. Пештерата има големо геоморфолошко и зоолошко значење. Се одликува со присуство на значаен број видови животни. Такви се лажната шкорпија, тркачот и леодидот. Од долината на Патишка река, во близина на пештерата, е познат уште еден вид од лажните шкорпии. Пештерата Шпела Бозгуни е откриена од познатиот спелеолог Петар Јовановиќ во периодот меѓу двете светски војни, од кога и започнува вистинската спелеологија кај нас. Постои мислење дека има влез од пештерата во реката Патишка оддалечена 500 метри. Оваа пештера е на изумирање. Украсите повеќе не се создаваат, затоа што основните водотеци кои придонеле за создавање на овој објект се повлечени во подолните слоеви, така што единствена вода е прокапницата. Večno che